Производителите на тутун солидерно тактизираат и него предаваат тутунот чекајќи повисока цена. Сегашната од 375 денари за нив е прениска и е далеку од за нив реалната од 600 денари. С оглед на сите трошоци околу тутунопроизводството и сите животни покачени животни трошоци, значи апсолутно ПВС сме како и цигарите растат како нус производ од таа суровина тутунот. Само за ваша илустрација, за една година цигарите по кутија се качени 20 денара, односно по кило цигари е качено 1000 денара. Така да ние сметаме дека имаме и текако оправдано, значи тоа е барање, издржано барање, дека 600 денара е оправдана цена што ја барат тутунарите и треба да ја добијат. Има ли реални шанси оваа цена тие да ја добијат и дали тивкиот бојкот би станал јавен? Со ваква поставеност на законот, каде тутунарите, значи во една позиција да едноставно немат може да се договарат околу цената на нивниот производ, тешко дека ќе се добие. Меѓутоа сметаме дека во ова прилика владата ќе излезе во пресред и преку некои менеджирање, да речеме таму, ќе успееме колку толку да се приближиме до таа цена. Останува да покаже времето, сега за сега работите се статус кво, што не е во прилог нити на тутунарите, нити на откупните компании. Неофицијално, вчера требаше да има средба помеѓу представниците на откупувачите и премиерот Христијан Мицковски за евентуално зголемување на откупната цена. Но, информации дали до средбата дошло и каков е исходот, нема. Во меѓувреме, министерот Цветан Трипуновски лично беше на најголемиот откупен пункт во тутунскиот комбинат Прилеп, каде што изјави дека откупот тече нормално, но и дека тој и ќе се интензивира во наредните денови. Според достапните информации, досега во сите откупни центри предадени се околу 1500 тони тутун, што е едвам 10% од годинашната реколта, кој изнесува околу 16.000, наспроти очекуваните 27.000 тони.